Граѓани и граѓанки на Македонија, дозволете вечерва на вас и на сите граѓани и граѓанки на Македонија да ви ја честитам слободна, суверена и самостојна Македонија. Со овие зборови пред 26 години тогашниот претседател на Република Македонија, Киро Глигоров, се обрати пред граѓаните кои спонтано се собираа на плоштадот Македонија, за да го прослават успешно спроведениот референдум на кој македонските граѓани се изјаснија за самостојна и суверена држава. Честитки за Денот на независноста, 8 септември, до граѓаните испрати и претседателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов, во која вели: Гласавме за држава во која слободно ќе ги оствариме темелните македонски вредности и врвните европски и цивилизацијски принципи, владењето на правото, заштитата на човековите права и слободи, соживотот и почитувањето на различноста. Гласавме за држава што ќе обезбеди социјална правда, економска благосостојба и напредок на личниот и заедничкиот живот. Стои во честитката на Иванов. Република Македонија се гради како татковина на сите нејзини граѓани, во која македонскиот народ, заедно со сите други заедници, се дел од македонската граѓанска нација. Сплотени и единствени мора да продолжиме и понатаму ревносно да работиме на изградба на просперитетна, богата и силна Република Македонија, да градиме држава во која важните решенија ќе се носат внимателно и мудро, не само до наредните избори, туку и за наредните генерации. Вели Иванов. Честитка до граѓаните на Република Македонија испрати и претседателот на владата, Зоран Заев, во која стои: Ако до слободата стигнавме заедно, тогаш заедно можеме и до другите заеднички цели. Македонија демократска, демократски да се развива. Македонија европска, европски да напредува. Македонија наша, заедно да ја изградиме. И во Република Македонија да живееме финансиски стабилни, безбедни и со нови шанси за нови успеси. И Талат Џафери, претседателот на Собранието на Република Македонија, упати честитка до граѓаните по повод 8 септември, Денот на независноста. Пред 26 години беа поставени стратешките цели на новата граѓанска држава, во која при донесувањето на сите политички одлуки, секогаш во прв план ќе биде граѓанинот, неговите права и слободи, неговата стабилна сегашност и подобра иднина во Република Македонија, а општеството беше дефинирано како мултиетничко, мултикултурно и мултиконфесионално, а евроатланската интеграција на Република Македонија стана приоритетна стратешка цел. Се вели во честитката. По повод Денот на независноста, честитки пристигнаа и од претседателот на ВМРО ДПМНЕ, Никола Груевски. Антидржавните и антинационалните политики мора да ги оставиме зад нас. Тргување со највисоките државни и национални интереси не смее да се дозволи. Убеден сум дека единствени и сплотени со јасна зацртана визија и цел ќе успееме Република Македонија да ја направиме подобро место за живење за сите нејзини граѓани. Држава каква што сакаме да им оставиме на нашите деца. Стои во честитката од лидерот на ВМРО ДПМНЕ. Граѓаните на Република Македонија денеска прославуваат 26 години од прогласувањето на слободна, суверена и самостојна држава.